Простено ви. Почитувам председател, почитувани колеги, почитувана колешке, внимателно ве слушнав и навистина многу пати испровоциравте со вашето изложување во врска со буџетот, па јас еве накратко на неколку дела ќе дадам забелешки. Се што спомнавте од проектот е со пари од заем, планирано да се изработат сите тие проекти планирани во буџетот и верувајте ми, буџетот е многу нереално планиран. Вие овде, да ве подсетам, на 2,2 милијарди евра правевте хаос, а сега со буџет од 4,2 милијарди евра не убедувате дека е тоа вистинското решение. Приходната страна и овде, прво што си помислив, беше овие и данок за дишење. На загаден воздух ќе воведат, а знаете зашо го помислив ова? Заради планираната наплата на даночните приходи. Сега самата вие овде го објаснивте тоа, енормно многу големо зголемување на наплата на даночните приходи и затоа се оправдува најверојатно најголемото набавување на автомобили во управата за јавни приходи, а Министерството за здравство има 40% помалку, замислете. Финансирањето од странски извори планирано е да биде во износ од 870 милиони евра. Со зголемување од 54,6% финансирање од странски извори. На кој начин планирате ова да го направите во период на пандемија? Следно, за приходите да ги спомнам и неданочните приходи. Истите бележат раст од 7,1% и овде повторно ми станува сомнително. А тоа е дека за такси и надоместоци, глоби, судски и административни такси се планира поголем приход и се поставува прашањето, па нели се намалија судските и административните такси? Или сега народов наш напатен, сиромашен, обесчестен, гневен, ќе треба повеќе по судови да се шета за да се полни буџетот на Република Македонија. Јас само ќе ве спомнам и ќе ве прашам, дали се сложувате со 90 милиони денари набавка на нови автомобили, 30 милиони денари или зголемување за 6.566% за одбележување на рамковниот договор, 3 милиони денари за превремени вработување во Министерството за правда, 200% зголемување за купување на опрема, мебел, машини во Министерството за политички системи, 190% зголемување за договорни услуги и така натаму, верувајте ми, листата е навистина многу долга за ние овде да наоѓаме забелешки за сето тоа и на крајов јас само да кажам нешто. Се поставува прашањето кои средства вие планирате да ги искористите за да го надминете овој буџетски дефицит. Како дополнителни средства, нели? Може би планирате средствата од законот за марихуана, кој не дај Боже да ви помине, па кога Скопје и Охрид ќе станат главни центри за продавање и консумирање на легална марихуана, ќе има пари за буџетскиот дефицит.